Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва наши гости во предреферендумска дебата се вице-премиерката, министерка за одбрана и заменик председателка на СДСМ Радмила Шекеринска. Добро вечер, добре дојдовте. И Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМН, поранешен пратеник. Добро вечер, благодарам поканата. Смеам да кажем и несуден амбасадор. Може. Во Европската унија и 20-та со долг стаж во политиката. Николовски, колку сте во политика? Па, во ВМРО ДПМН на било каква позиција од младинска до денес од 2004 година. Значи 14 години, ве памтам и од средношколските денови, бевте активен во политиката на друг начин низ граѓанскиот сектор. Бев во средношколското движење, па после малку се повлеков, па дојде ВМРО ДПМН. Вие колку сте активни? Без... Кај мене тоа преку години ќе се свати. Јас сум активна од, значи со позив некаде 96-та година, кога бев избрана за советник во град Скопје, а инаку и предходните години бев активна во СДСМ 94-та. Не сметаме кој сака нека смета. Не е тоа целта. Идејата ми беше да кажам дека... Во политика, барем годините, никој не успел да си ги скрие. Не, можеби некој ќе каже, имаме двајца релативно млади гости и така е, но сепак со долг стаж во политиката. Се надам дека ќе имаме вечерва продуктивна дебата. Ќе одиме на пауза за реклами, па ќе се вратиме. Ве поканувам да видите нас. Во студиото, оние што ја слушнаа генералната најава, има шанса да видат дека се Радмила Шекеринска, заменик председателка на СДСМ, министерка, и Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМН. Главна тема вечерва е договорот од Преспа, референдумот, а предпоставам и некои други прашања поврзани со овие теми. СДСМ е на терен во мисија која се чини невозможна да стигне до цензус од над 50% на референдумот, а ВМРО ДПМН реши да остане на трибината, но да навива тоа да се случи. Дали е ова точен опис на актуелниот момент? Па мислам дека е поедноставување. Она што го разликува референдумот од било кој друг демократски процес кој што сме го виделе претходно во Република Македонија е дека се работи за најсуштинското прашање во државата, тоа е името на државата и националниот идентитет пред се на македонците како мнозинско население во Република Македонија и затоа тоа поминува едни партиски граници. Се работи за прашање за кое што мислам дека сите граѓани, особено македонците, имаат јасно изградено мислење по однос на прашањето, затоа што се работи за емоција, се работи за проблем кој што трае 27 години, не од вчера, и сите се добро информирани и за жал имаме решение какво што имаме. Така што не мисламе дека кампањата нешто многу ќе промени во расположението на граѓаните на Македонија пред се на македонците. Невозможна емисијата во која што навистина влеговте? Сите големи вистини се едноставни. И кога некој сака да ги комплицира работите, тоа само покажува дека се бега од вистината. Едноставната вистина денес е да, референдумот го решава едно од најважните прашања за еднината на Република Македонија. И два, секој од нас кој што особено се занимава со политика и особено политичките партии, имаат одговорност да имаат став. Се друго е само замаглување на оваа реална слика. Зошто не е став тоа што ВМРО ДПМН го соопшти? Па еве, јас ве предлагам да свртиме една анкета низ овие ваши канцеларии, да ги прашаме кој е ставот на ВМРО ДПМН. Јас сум убедена дека најголемиот дел ќе кажат дека ВМРО ДПМН нема став. Првата најава од председателот на ВМРО ДПМН беше дека тој ќе гласа против. Па потоа рече се измениле околностите и ќе ви кажам како ќе гласам. После рече следете ме, ама на 10 септември ќе ви кажам кај одиме, а сега откако 10 септември помина, рече следете ме, ама на 30 ќе ви кажам кај сум тргнат. Тезата е дека прашањето е двозначно, трозначно и така натаму, дека не е конкретно усмерено кон договорот од Преспа.
не постои ниту еден човек во Македонија и вон Македонија кој што не ја знае реалноста. Таа ја потврдуваа сега и сите меѓународни представници кои што не посетија. Постои врска помеѓу нашето членство во НАТО и Европската Унија и решавање на проблемот кој, како што каже и Николовски, го имаме веќе речиси 3 децении. И таа врска, јас мислам дека ВМРО-ДПМН не ја откри сега, 11 години не убедуваа дека заради тоа сме заглавени во европските интеграции, затоа што не успеале да го решат името. Сега викаат треба да ги одвоиме прашањата. Па ако требаше да ги одвоиме прашањата, имаа прилика 11 години да ги одвојат и имаа прилика да не внесат и во НАТО, и во Европската Унија и без решавање на проблемот. Ова бегање од став за сите нас значи дека практично немаат аргументи. И дека заради тоа се трудат да се кријат зад реченици кои што на секоја пресконференција се различни и реченици кои што велат секој нека прави што сака. Јас еве денеска би сакала да го чујам, не мора ВМРО-ДПМН, Александар Николовски, кој што работел, бил избран и за амбасадор во Европската Унија, кој е ставот на Александар Николовски? Дали треба да се излезе и да се учествува на референдумот за кој и Александар Николовски 10 години Да, за тоа сме повикува. тука вечера да дебатираме, повелете. Па добро се, не знам дали на ваши прашања или на други прашања да одговарам. Како сакате? Како и да е. Неколку работи мислам дека се интересни во изминатиот период. Гледате, СДСМ се обидува да дебатира за се освен за договорот. Ние не слушнавме ни една суштинска дебата по однос на текстот на договорот и јас би сакал да искористиме оваа вечер. Секако. Да дискутираме по однос на договорот, можеме да одбереме кој сака член од договорот господја Шекеринска и да го издискутираме. Да. Кој е според вас најпроблематичен аспект од договорот? Целиот договор е проблематичен, има 3 аспекти. Тоа е во ведниот дел, членот 1 и членовите 7 и 8. Зошто? Во ведниот дел стои дека се укинуваат сите претходни работи кои што Македонија како такви ги стекнала во оваа битка за името, затоа што ова е долготрајна битка, па почнувајќи од времената спогодба, завршувајќи со пресудата на судот на правдата во Хаг, кој што јасно кажа дека Грција не сме да блокира членството на Македонија во Но таа не беше политички никако понатаму спроведена и искористена, практично немаше никаква вредност, да бидеме фер. Избегавме од темата, ама ова е суштински што ќе го кажам. Ние спорот кој што имаме со Грција не е од вчера, не е ни 27 години. Оние кои што малце знаат историја, знаат дека по создавањето на грчката држава и по првите николци за создавање на македонска држава овде, тој проблем постои. И ако ние имаме некаде 150 годишен спор, ако некој очекува дека ќе го реши за 3 месеци, мислам дека прави драматична грешка, особено во ситуација кога Македонија е многу помала од Грција. Гледате како не сме зборувале за договорот, ама сега ќе дискутираме за историја. Не, добро, не, јас, моје беше прашањето. Ова е битка која што мора да се води долготрајно, упорно, да се стекнуваат пријатели и на тој начин да ги добиваме битките. Вакво пресекување на оваа битка значи ништо друго освен капитулација, затоа го користиме тој збор. Да се вратам назад. Мислам дека мора да разговараме суштински за договорот. Затоа што со овој договор Република Македонија, каква што ја познаваме денес, нема да постои. Прво, нема се вика Република Македонија, ќе се вика Република Северна Македонија. Тоа е нова држава. Затоа што ќе се менува и уставот. Заев прифати нешто што ниеден друг премиер не сакал ни да помисли да го прифати. Има изјави вклучително и од Шекеринска и од периодот кога беа на власт до 2006 година и кога беа опозиција после тоа, каде што прво се залагаше за двојна формула, а потоа се залагаше за непромена на уставот, што е драматично различно од ова што го имаме денес. Понатака, дефинирањето на македонскиот народ и македонскиот јазик, нешто што е многу дискутирано. Прво, македонскиот јазик јасно се дефинира како јазик од јужнословенската група јазици. Николовски не е тоа македонскиот јазик. Да завршам, на ниеден друг јазик никаде во светот не можете да му најдете дека му се ставаат дефиниции каков е тој јазик. Чекајте, од едно не, дозволете се, од редницата ве разбирам. Не, но сакам. Сега ќе влеземе во клинч меѓу двајцата, не можеме да се изразиме. Не, значи јазикот ќе се вика македонски. А
до објаснувањето да ми оставите да завршам, дека е ќе дел од направам групата поентата. јужнословенски јазици е дел од договорот. Ќе направив поентата. Тоа е Знаете, член тоа го 7. пишува во сите учебници по македонски јазик. Не, немате вие меѓународна спогодба помеѓу било кои два соседи, кај што соседот му дефинира на другиот сосед каков јазик, каква нација. Понатака, Добро, ВМРО ДПМН го подпише првиот договор со Бугарија, каде што прв пат пишуваше нема македонски јазик, туку има специјален јазик. Гледате, не сака за договорот да дискутираат. Постои Па, јасно направите разграничување пауза, можда и ќе кажам нешто за помеѓу договорот. термините македонски кои што се користат во Македонија и во Грција. И додека на Грција и се дава ексклузивно право да термините македонски, односно Македонија, ги користи не само на територијата на она што ние го нарекуваме Егејска Македонија, туку и на еден поширок опфат и да има право од античкото наследство до денес на Македонија, ова наша Република Македонија или Северна според СДСМ, и се ограничува да има право да го користи само на територијата на Република Македонија и затоа понатака се бараат уставни измени. Следно, членот 8. Во членот 8... Јас можам и да излезам, да завршите вие, Не, па после да дојдам. чекајте, ама ќе Во реплицирате, членот нормално дека 8 сме има тука да неколку дебатираме. проблематични работи. Најпроблематично е што треба да се направи меѓуресорска комисија на експерти помеѓу двете влади, која што треба да направи ревизија на учебниците, на учебните помагала, на научните книги, на работите кои што се носуваат на историјата и археологијата и 2 пати годишно да дава извештаи. На реципрочна основа. Точно, но да преведам што ќе значи ова. Ова ќе е механизмот за блокирање на нашето членство во Европска унија. Затоа што секогаш кога некој наш научник ќе извади работа која што на грците не им се вклопува во нивната мегали идеја, тоа ќе значи блок на отварањето на следното поглавје. Значи, ние немаме договор кој што обезбедува членство во Европска унија, туку имаме договор кој што значи вечно блокирање на членството во Европска унија. И да го направам финалето. Република Македонија се согласува со овој договор на работи кои што немаат известен крај. Например, треба да се промени преамбулата, треба да се промени членот 3 од договорот, треба да се промени членот 40 од уставот, членот 49 од уставот и да се промени со еден амандман секаде кај што пишува Македонија во рамки на нашиот устав. Ние ги немаме видено тие амандмани. На 15 дена пред референдум, граѓаните не знаат како ќе изгледаат амандманите. Добро, Шекеринска. Може сега вие да влезете во содржинска дебата околу договорот. Ова е типичниот став на ВМРО ДПМН за сите најважни прашања. Кога ќе имате дискусија за договорот 2 пати во Македонското собрание, што избра ВМРО ДПМН со сите овие аргументи кои што ги има, да не биде присутно во собрание на Република Македонија. Како ги викате луѓето кои што бегаат од дебата без аргументи и плашливи? Тука сум на дебата да ги дискутираме. Сега, А не да кога некој дискутираме плаче, за состојбата на ВМРО ДПМН во собранието. кога некој плаче дека не треба да му се влегува во збор, очекувам тоа да го почитува до крај. Во ред, само да бидеме коректни да дискутираме Значи, за факти. Првата теза беше дека СДСМ не сака да дискутира за договорот. Каде беше ВМРО ДПМН да дискутира за договорот 2 пати во Македонското собрание? Подпредседател на ВМРО се и до вас да дискутира за договорот. Каде беше ВМРО ДПМН да дискутира за договорот Пратениците таму на каде ВМРО што се ДПМН носи договорот? Имаа дискусија, но пратениците на ВМРО избраа да ДПМН избегаат. не сакаат да ви ги легитимираат антидржавните и капитулантски работи кои што ги Александар, правите. не И сме нема да наивни. дадат Можеа да излезат легитимација на таа кога се работа. можеа да излезат кога се гласаше. Не Избегавте затоа што ни риба ни девојка Не е бегаме политика ние. за која што се одлучивте уште одамна. Не бегаме. Сакавте да Туку кажете вие бегате од вистината. Ама, Пак не Александар, дискутирате за договорот. Не, јас Сега ќе можеме дискутирам ние за ВМРО договорот, а ти гледаш до утре како да бегаш. дискутираме. Еве Значи, да кажете за волам. кој член сакате Јас да можам дискутираме. вака да дискутирам, ама и Во- ти да издржиш до крај да дискутираш вака. Го имате прочитано Прво- договорот? Александар, Или прво сте во овие плачеш, 97% што го немаат прочитано? Александар, прво плачеш, а Навредливо е. после тоа се уфрлаш. 2 пати Значи, во собрание, знаете ли нема зошто? аргументи, користи, навреди, понижувања, подметнување и Не така натака. И видите. тоа ви За е стил. понижување и за подметнување немојте Тоа да ви е стил, дискутирате. затоа што Александар вие Николовски е последен што треба да Си ги- дискутира. Затоа што се ги понижувате и собствените членови, со сила ги терате да излезат на 30, да се понижат сами себе и да гласаат да се прекрстат. Поголемо Вие сте понижување од тоа единствена нема. партија која објави со председателот на пресконференција дека, замислете, граѓаните може да гласаат како сакаат. Знаете зошто? 11 Не години објави така. ги малтретиравте, 11 години ги понижувавте, 11 години ги уценувавте,
како чувме во бомбите. Ке ги влечеме за уши. Вака се. Последни сте што треба да дискутирате. За бомбите, вие се дискутирате Влечењето 4 за години, уши, очигледно влечењето друга за тема уши ви е немате. навик. Немате друга тема И- освен бомбите. Александар, ВМРО сега ќе ДПМН зборувам или рече- ти ќе зборуваш? Не, ВМРО Сакаш да ДПМН зборуваме за договорот? Морам да ви одговорам. Александар, ВМРО сакаш ли да зборуваме за рече договорот? дека секој може Добро, да прави на тогаш и јас ќе 30 што продолжам. сака. Тоа е многу ВМРО различно од ова што ДПМН кажа. на Тоа е средби се. со сите странски представници може- раскажува една приказна. На сите средби надвор од салите на Белата палата раскажува друга приказна. И затоа вие не смеевте да бидете во собранието на Република А Македонија, како одеќе се знаете вие што видеше. дискутираме ние со Па заради странски тоа што представници? Или заради не тоа што прислушувате ваки повторно? не, вашите луѓе раскажуваат. Значи не Вашите прислушувате, луѓе на добро, пример да знаеме. Ја раскажуваат имам дека дилема, ама ја знам дека не Александар прислушуваат. Николовски сака и игра на картата овој референдум да не успее. Знаете зошто? Само за да биде следниот лидер во ВМРО ДПМН. Ама тоа не е моја дискусија. Ја можам да ви одговорам дека вие требаше да Добро, бидете министер за ве молам, надворешни, Шекеринска, па на влезете некој во чуден дебата начин за- станавте министер за Ама одбрана. гледате дека Ама се жалам. тоа е бегање од аргументи. Дај за договорот Дайте да за дискутираме. договорот навистина Кој да член сака да зборуваме. дискутираме почна договорот? Еве, првата одредете член. реченица на Александар Николовски, ќе ве замолам да и вие да Знам памтите. што беше, ама мислам беше дека дека не апсолвирахме. можете да се дискутира. Два пати избегавте. Добро. Поелете, кажете. Во вашата дискусија велите вака. Многу ни е важно во битката да стекнеме пријатели. Би сакала да знам како после 11 години Македонија успеавте да ја изолирате и вие да зборувате да се стекнат пријатели. Вие бевте во Советот на Европа, каде што требаше да стекнувате пријатели, освен што слушаме и читаме дека сте стекнале пријатели за да Јован Илиевски стане судија, за други пријателства, каде што се спомнуваат веќе и пари, па беше откриено дека некои пратеници биле плаќани за тоа и така натаму, друг тип на пријатели на Македонија не стекнавте. Може ли за И договорот, разликата заради Шекеринска, ве тоа, молам, ама- ќе дојдам и до договорот. Ама ве молам сега, дајте за договорот да разговараме. Значи, јас зборувам само за тоа што беше дискусијата. Добро, ама Николовски навистина зборуваше Јас за ќе договорот. почнам за договорот и нема да му се свиѓа на Николовски. И на Добро. тоа ќе се Ама не, добро, ајде за договорот, ве молам. Значи сега јас ќе имам цензура или како Не, ќе биде ама разговорот? Николовски зборуваше за договорот. Не, јас го цитирам Николовски што кажа. Требало да влеземе во битка, да стекнуваме пријатели и не можело тоа да се направи за 3 месеца, 11 години бевте на власт. Колку пријатели стекнавте за Македонија? Кој од тие пријатели се заложи за Македонија заради тоа што вие водевте вистинската политика? Со таква политика и со такви резултати ние моравме да се справуваме. И сега вашата критика денеска е многу сме брзале. Па после 11 години стоење во место, јас мислам дека е наша највисока одговорност да брзаме. Да брзаме и да склучиме договор кој е поволен и позитивен за Македонија. И сега, бидејќи сакате да дискутираме, еве ќе дискутираме што беше ставот на ВМРО ДПМН, односно на поранишниот премиер, што ќе се одржи договорот. Не за договорот, еве Сега кажу. ќе дискутираме за поранешниот Александар, премиер. па дајте, Кој јас член ви се сакате? мешав. Го имате проштено договоров? Александар, по втор пат го поставуваш ова прашање, очигледно го немате. Бегате од дебата. сум гласала за тоа. Што А не ти значи си дека го имате избегал. прочитано? А ти си избегал. Не, ја не сум член на парламентот, така што не бев Не дел се од таа забележува, дебата. гледаш? Но дали го имате проштено договорот? И дали сакате да дискутираме за договорот? Или сте во За вие кој член сакате? 97%? Ајде вие кажете за одберете кој член. сакате. Па не, еве дискутираме. Ајде, еве за осум. се жалите за јазикот? Па договорот... Јазикот не е во 8, ама Аха, не е во тоа. Не, Во не, не седум. сакате за тоа да дискутирате. Не, Па сакаме, рековте, во седум. има проблем во македонскиот јазик. Ова е прв и единствен договор во кој што фигурира македонскиот јазик. Еве што кажувавте вие. Пак што кажувавме ние. Ама сега, како да дискутираме? Или вие Сега сега вие се сте на срамите власт. од све што Не, вие работевте? сте на власт. И со право се срамите. Еве што викавте. Грција не прифаќа да имаме договор кој би го поминале во нивниот парламент, во кој нашиот јазик и националност би се напишале на англиски како македонски, односно macedonian. Една од тие форми е во договорот воопшто да не се третира идентитетот преку формата на името. Грција, и сега ова го повторувам, нема да дозволи никаде во меѓународните политички институции да пишува Macedonian за нашиот јазик или нација. Сега веќе со оваа нова власт и тоа би поминало. Тоа го кажувавте. 6 месеци пред да се подпише договорот. Јас Александар, ве сослушав. Вие пола сад ми поставувате прашања, ја не можам да одговорам. А вие се броевте колку зборувате? Ајде да се вратиме назад и да видиме колку зборувавте, а јас трпеливо. Не, вие ми поставувате прашања, морам да ги одговорам. Па запишете го. Имате пенкало, имате хартија.
Јас знам дека безобразно е однесување, нема друг збор. значи целата теза Нема на се спуштам на ВМРО нивото, ДПМН затоа е. што немате аргументи. Јас еве ги аргументите. Не Еве ги престанувате да ми аргументи. поставувате прашања, не ми давате да Ме одговорам. напишете го, јас све запишав, еве. Сте Ја ми не ви сове... поставував прашање. Како не? Се кажува Добро, кој може стави. ли контраргумент да чуеме нова на Македонија, бидејќи чекайте така се. пишува така во договорот. Ева, јас сакам да дискутирам за договорот. Ама чекайте не, сега, нели чекайте, ќе одговорите дайте на за ова И еве прашањето? да одговорам. Ајде, Во за членот Македонија. 7 Да. многу јасно пишува, точка 4, втората страна забележува дека нејзиниот официјален јазик, македонскиот јазик е во групата на јужнословенски јазици и страните прифаќаат дека официјалниот јазик и атрибутите на втората страна на ниеден начин не се поврзани со хеленската цивилизација, историја, култура и наследство на северниот регион од првата страна. Ова знаете што значи? Надвор од територијата на Република Македонија нема македонци, односно во северниот регион на првата Ова е, страна, Егејска Македонија, прва не смее да се зборува Ова е македонски прва јазик. од Зошто? последните, Да како завршам. можете? Сега пак ми влегува во збор. Зоран Заев вчера Ципрас- беше во Страсбург, каде што Ципрас вие има не изјава, успеавте да каде дискутирате што и вели, зборуваше на не македонски признаваме јазик и македонска кажа нација, дека е македонец никогаш и нема имаше да ги... аплауз. Ама може што сака Зоран Заев да зборува, ја кажувам овде. Дали е тоа вистината? Не, ја читам факти. Не, јас само ве праша, вие во Не Совет на признаваме Европа, зошто македонска не нација. успеавте да Никогаш нема да ги организирате нарекуваме македонски премиер македонци. да Ние дискутира секогаш ги нарекуваме на славија на македонски македонци. јазик и да каже дека е македонец? Нема ви Зошто дозволам да тоа го не правите го ова. обезбедивте? Ако сака да Ама зборуваме зошто не го во однос на обезбедивте? таа работа, јас сум досега првиот и единствен кој што председавал со Јас ве меѓународна прашав- институција на македонски јазик. Значи ве прашав Побарајте, многу по прецизно. архивите ќе видите Имаше дека и друг, немојте како- да немојте да како заборавате. подпредседател на парламентарното собрание на Советот на Европа, Јас ве сум прв прашав, кој што представувал зошто на не македонски јазик. известувате Тоа е во Европски па поголемо парламент известување од ова здравје. македонскиот премиер да Ципрас говори вели, на македонски? Не признаваме македонска нација. Ама нели за договорот ќе дискутираме, Александар? поврзано Ова со не е договорот. договорот. Никогаш нема да ги нарекуваме Нели зборуваме македонци. за договорот? Никогаш нема да ги нарекуваме македонци, тие се славјано македонци. Добро, Понатака, точно е. Каменос, Чекайте, нити македонски јазик постои, ниту националност, А вие говорите Мицотакис што словенски. зборува? Понатака вели. Ципрас мора да биде осуден заради тоа што го Зашто не призна го- македонскиот зашто- идентитет, народ и јазик. Зашто не го Или не осудите се дружите вашиот со колега? со Зашто не го Мицотакис? осудите вашиот колега министер за одбрана на Грција кој што вели Скопјаните не треба да мислат дека Грција и Западот знаете што се горат случи? од желба, да завршам. Хелсиншки Да ги комитет вклучат грчки во НАТО, поднесе да ги пријава за направиме него. луѓе, значи не сме луѓе. На крајот на краиштата што се тие? Албанци, бугари и некои грци во Битола и Гевгелија. Тоа се Скопјани. Изјави Каменос во неделата. Нешто демонтиравте, вака му се спротиставивте, пуштивте некој аргумент. А вие успеавте мислите како дека влада ајде да ве прашам, Каменос од вчера е? Што Зошто вие нема имаше официјална реакција имаше од реакција македонската уште амбасада во подобра. Атина? Има уште подобра Не, реакција. не на невладина Во организација. Грција Зошто македонската амбасада во Атина, која што ја представува државата, нема добиено инструкција од од кај Министерството знаете вие дека за- нема добиено Пошто го немаме инструкции? видено тоа, да поднесе официјален демарш до кажете Министерството ми, за надворешни работи на вие Грција за ова. знаете ли вие што се случуваше во грчката војска Понатака. додека бевте на власт и Знам колку демарши што се пишавте? случува во грчката војска, затоа што колку грчката војска демарши вели дека пишавте? ова не е армија на Република Македонија, туку армија на Северна Република Македонија. И вие не се оградувате од тоа. Јас- Не ви е срам да Каменос вели дека ние не сме Ама чекајте, луѓе. нели Значи, за договорот Каменос ќе вели. зборувавте, Александар? За договорот На зборувам. секое прашање Каменос имате вели. нов одговор. Скопјаните не Јас треба би да мислат сакала- дека Грција и Западот горат од желба. Јас би и сакала- да ја направиме чекайте луѓе. малку, да По однос на договорот. Еве Не, зашто во нема однос на толку да договорот, дискутираме. јас сега треба да Не, кажам. чекайте, Или Шекеринска, ве молам, Првата Николовски, теза, не, првата стоп, теза ве на молам, Александар не, Николовски стоп, беше дека, стоп, ве молам. замислете, договорот подразбирал ново име. Не, чекајте. А за разлика од преговорите кога ги водеше ВМРО ДПМН, кога чувме дека преговарале за Шекеринска, кое име? стилот ви е познат, Нова, кажавте северна, преска, суверена, не сте вчера во независна, политика. посложено здравје. Стилот на Шеќеринска или господја сега. некои прашања не заслужуваат одговор Да. од 2004 година, е кога нема аргументи да ги надвикува соговорниците. Продолжете, Ама, нема проблем. Знаете како? Вие од почетокот прво почнавте да се уфрлате во збор, а потоа секој пат Ја кога некој најкултурно ќе си ви го кажав влези, својот став, после А вие не почнавте да ми влеговте поставувате во мојот- прашања. не Кога ми влеговте. поставувате прашања, ја морам да ги одговорам прашањата. Нема ви дозволам со стилот кој што ви е познат 20 кусур години, Не, ајде. да уништите дебатава. Нема не, го дозволам. Не, тоа. ама чекајте, веќе јас- готово, потрошивме 20 минути во ништо. Јас би сакала да дадам одговор на неколку од прашања кои за разлика од Николовски ги запишав. Добро. И бидејќи вака, не. сметаше дека се битни, јас сега чувствувам дека морам да ги одговорам. Дозволете, то факт е Едно дека- прашање за договорот кое што е многу важно и дека со новиот договор практично ставаме крај на времената спогодба
и ја фрламе во вода Хашката пресуда. И таа теза е вредна теза за која што треба да се дискутира. Така пише овде. Јас сакам само да подсетам дека ова е истата партија која што фрли дрва и камења и која што цел овој 20-30 години период го напаѓаше Киро Глигоров заради времената спогодба. Истата партија која во 90-тите велеше дека тој договор е катастрофален и на лидерската средба се трудеше да каже дека тој договор мора да го спасиме. Јас ви гарантирам, Николовски, дека по 20 или 30 години некој на наше место од ВМРО ДПМН ќе рече дека ова било историски исправна одлука. Ама задача на политичките партии не е да бидат во право после 20 години, туку да бидат во право тогаш кога настаните се случуваат. Во бомбите чувме кој тип на преговори и на кој ниво се вршеле. И тоа никој од ВМРО ДПМН не можеше да го негира. Главната болка на ВМРО ДПМН е со овој договор. Зашто бегаат од собрание? Зашто не сакаат да учествуваат? Беше затоа што вие таков договор во кој македонскиот јазик, македонската заедница, македонскиот идентитет ќе ги заштитите, не можевте да постигнете. И тоа е присутно во секој од вашите документи, во сите изјави. Тврдевте дека зборот на англиски, македонски, macedonian, за нашиот јазик, за нашиот идентитет, нема да дозволат грците да биде спомнат. Ова го тврдевте 6 месеци пред да биде подпишан договорот. И затоа сега бегавте од дебата во собрание, затоа што сите тие работи ќе излезат на виделина. Факт е дека вие овој дел го сметавте за изгубен и вие не преговаравте ниту за македонскиот идентитет, ниту за македонскиот јазик. Целосна невистина е тезата која што ја кажувате дека терминот македонски за јазикот ќе сме можеле да го користиме само дома. Вчера премиерот најдобро го дементира. Видовте некоја грчка реакција. Зборуваше на македонски, зборуваше дека е македонец, зборуваше дека македонскиот идентитет и посебно се гарантирани. А ако имате дилеми, може да кликнете и на веб страната, на пример, на НАТО. И да видите дека некои од материјалите информативни за НАТО одат во македонска верзија или Macedonian version. И јас знам дека во преговори тешко е да признаеш дека другите успеале таму каде што си пропаднал. Меѓутоа сега моментот е малку посериозен. Вие може да имате став за договорот и јас не го негирам тоа право. Ама на тој договор, на тие подпишани работи, вие треба да имате став што на 30 септември. Ако вие бевте сигурни дека е ова, или ако сте сигурни дека е ова лош договор, дека ова се прашања кои што не смеат вака да се регулираат, зошто избегавте од собрание и зошто бегате и на 30 септември? Една од тезите на Николовски е дека ќе одиме на референдум без да ги знаеме уставните амандмани. И тоа е факт. Не знаеме како и во која насока ќе се менува уставот. Има само генерални назнаки дека треба да се смени секаде името Република Македонија, во новото име Република Северна Македонија, и тоа пишува дека ќе се направи со еден амандман, и понатаму дека треба да се смени преамбулата, членот 3 и членот 49, патем членот 3 и членот 49 веќе еднаш имаат промени. Што ќе се менува во преамбулата? Може ли еве да дознаеме? И зошто не ја знаеме содржината на нацрт амандманите? Замислете сега, во ситуација кога чекаме на референдум, замислете сега ние да почневме со процедурата на уставни измени. Па истиве овие од ВМРО ДПМН ќе реагира дека уште не сме чуле кој е ставот на граѓаните на Република Македонија за договорот и дека владата уствари за џабе го организира и го негира референдумот. Суштината на договорот, ако беа уставните измени, ќе стоеа тие уставни измени во договорот. А не се според вас суштина на договорот уставните промени? Не, суштина на договорот се одредбите кои што сме ги дискутирале. Еден дел од нив треба да се имплементираат преку уставни измени. Меѓутоа, тој страв какви ќе бидат уставните измени, дали тој сака да каже дека ВМРО ДПМН се плаши како ќе се однесуваат нивните пратеници? Па тие повторно ќе бидат, тие уставни амандмани ќе се дискутираат 4 месеци. Мислам дека е легитимно прашањето за уставните промени. Особено прашањето за тоа како ќе се менува преамбулата. Ајде да ве прашам, како е тоа легитимно? Прашањето за уставните измени кои зависат од референдумот, а денеска еве не е легитимно прашањето кој
е ставот на ВМРО-ДПМН за референдумот? Ама е, тоа го поставуваме Ама ние прашање. гледате како не постои во ама не сега дебатата. ова е бегање од ова. Не е Оваа бегање. теза е бегање од тоа дека не ги знаеме Од уставните измени. првиот момент кажавме дека, како велеше ВМРО-ДПМН, за било што, прво мора својот глас и својот став да го кажат граѓаните на Република Македонија. На нероден Петко капа нема да му кроиме. И ќе беше нефер и ќе беше критикувано со право од јавноста ако одевме на чекор 2 без да видиме кој е ставот на јавноста по договорот. Се останато ќе беше импровизација. Јас денеска уште еднаш си го поставувам или го поставувам прашањето. Кој е ставот на Александар Николовски за референдумот 30 септември? Нема ни 20 дена. Вие да бегате од одговори. На кое прашање го поставивте, Александар? Избегавте на суштински и не ве прекинав добри 10 минути сад дори зборувавте. Се надевам ќе имате исто култура да ме оставите да направам неколку поенти. Сега слушнавме дека во суштина владата ги крие уставните амандмани од граѓаните на Република Македонија. Ги крие затоа што чувте тоа? Од кого? Од гледате во себе? 15-та секунда ме Ама јас прекинав. не лажев за тоа вие што Не, сте мислам кажали. дека можеме да завршиме овде дебата со ова ниво на култура и да завршиме. Воопшто Немате не би ме аргументи и чудело. викате и тоа ви е вака стилот. И ми Не, се сакам да ве прашам офрлувате во кој спор. кажа дека Васко ги криеме. Прашува, не Аха, прашувате а тој ви. знае. Кој ќе дојам кај вас на интервју, ќе одговарам на ваши Ве прашања. молам да и на вистина Јавноста ги поставува тие прашања. Не, вие не сте јавноста, се Не, не, вие, а Ако вие сте мислите го дека сте кажале? јавноста, вака имате едно чувство молам на... да го слушнаме сега. Мене ми Николовски. јас се сеќавам на новинарските реакции после вашиот прес Не, јас доцна во ноќта се кога не сеќавам дозволивте дека- ненарачани Јас се прашања. сеќавам дека 20 години вашиот имидж е некултура во дебата. Ма сега И вие сте човек тие 10 што пати ќе треба да дадете. размисли како треба да се однесува со вас на дебата. Ако трнава се однесува исто, емисијава нема личи на ништо. Тоа ви е стилот, за жал. Значи, СДСМ и владата Јас бегаат ќе се од подсетам на последната уставни дебата амандмани. која што ја Не, ја имавме. ќе продолжам да зборам, каде вие што може да продолжите да зборите. не, побаравте. Ако има Нема да технички стигнеме услови до никаде. во студиово да ни ги раздвојат после тоа. Јас говорите, ќе последниот може да пат не господинот чујат. Николовски реши Не. дека ќе се извини Јас- ако ја излажал јавност. Јас се продолжам да Еве го зборувам овде, затоа што еве го овде тој Попетревски документ. може да се ја поканите на интервју и да ви ги зборува 60 минути. Ја знаеме дека не прекинува да зборува. Тоа и е стилот. Ако измериме бе Александар Тоа е Николовски, стилот. кој повеќе Значи, дискутирал? Во точка 1 Може ли Шекеринска Став да го 4. слушаме Николовски? пишува многу јасно во точка Д дека втората страна ќе пристапи на процес на уставни измени како што е предвидено во договорот и потоа се објаснуваат. Граѓаните на референдум треба да се изјаснат дали го прифаќаат договорот кој што имплицира уставни измени. Како може да се изјаснат ако не знаат како тие уставни измени ќе изгледаат? Може ли да одговорите на непостоечка работа? Никој не ги знае уставните измени затоа што истите се кријат. Факт е дека тие уставни измени се кријат. Јас прашувам јавно, што е спорно во преамбулата и што ќе се менува? Асном ќе се менува или Крушевската република? Што е спорно во членот 3 кој што за граѓаните се однесува на територијалната целовитост на Република Македонија? Проблем е територијалната целовитост на Република Македонија, ќе се даде можност да се дели Република Македонија. Што е не, само поставам јавни прашања. Што е проблемот? Не велам дека е така, поставам јавни прашања. Што е проблемот член 49 кој што се однесува на односите на Македонија со своите национални малцинства надвор од државата и финално на кој начин ќе изгледа таа промена во уставот каде што Република Македонија треба да биде заменета со Република Северна Македонија. Ова се легитимни прашања на кои што народот мора да добие одговор. Понатака, околу договорот. Кој е механизмот и која е гаранцијата дека на секој отварање на поглавје од страна на Грција нема да имаме нова блокада согласно членот 8 од овој договор, затоа што нема да им се допаѓа некоја одредба во наш учебник по историја или некој научен труд на било кој од оние што се занимаваат со наука. Понатака, која е гаранцијата дека една многу помојна и поголема држава од нас како што е Грција нема да ја употреби целата своја дипломатска мрежа да ги прави овие блокади и зошто некој се согласил на ваков еден договор. И финално, најлегитимното прашање кое што постои во јавноста е на кој начин е овој договор дискутиран. Затоа што во текот на преговорите Димитров ја направи најголемата грешка. Излезе од форматот на Обединетите нации. Обединетите нации се поставени така да им помагаат на послабите и помалите како што е Македонија во споров.
со почетокот на директни преговори министер за надворешни со министер за надворешни и премиер со премиер, Македонија се стави во крајно подредена позиција, се стави во позиција да биде предмет на притисоци и на уцени и да добие ваков договор. Паралелно на тоа, на премиерот му течеше судски спор во Скопје, кој што апсолутно го девалвираше и кој што заврши само неколку дена со ослободителна пред да се потпише договорот, за снимка која што сите ја видоа освен судството и обвинителството, и ние дојдовме во ситуација да го имаме најлошиот договор во историјата на овие преговори. Понатака се поставува уште едно прашање. Како е возможно да потпишете ваков договор и да тврдите дека ова е најдоброто што можела државата да го добие, и после тоа да се цврти целата дебата што ќе правило ВМРО-ДПМН. Не е овде битно што ќе прави ВМРО-ДПМН. Ако е толку добар договоров, ако сите се толку сретни, тоа значи дека не 900.000, 1,5 милиони граѓани ќе излезат, ќе гласаат за и ќе заврши работата. Добро. Ама очигледно нешто друго се случува. Добро, ќе направиме пауза, ќе ви дадам збор. Ќе ви дадам збор. Ќе ви дадам збор. Може? На тезите кои што беа кажани. Да. Ќе ви дадам збор, ама ќе одиме на пауза, ве молам. Запамтете. Пауза, се враќаме брзо. Продолжуваме со дебатата. Во студиото и понатаму се Александар Николовски, подпредседател на ВМРО-ДПМН, и Радмила Шекеринска, вице-премиер, министер за одбрана. Шекеринска, ваш е зборот. Две лаги беа денеска овде кажани, меѓу останатите. Прво, дека бил напуштен за прв пат форматот на преговори. Форматот за преговори беше напуштен еднаш и за тоа дознавме отпосле. А тоа е дека за името преговараа Маноли и Сашо Мјалков. И за тоа имаме доволно докази кои луѓето можеа да ги чујат со своји уши. За да зборуваме за формати, прво мора да го адресираме овој проблем. Маноли без функција во Грција и Сашо Мјалков, шеф на ДБК во Македонија. И втората лага која што беше кажана и на која што пак сакам да се навратам, тоа е дека договорот сте сакале да го дискутирате, ама немало прилика. Одговорно тврдам дека на сите дискусии, на сите средби, каде што имавме шанса да дискутираме за договорот, каде што имавме шанса да дискутираме за референдумот, единствената теза која ги интересираше ВМРО-ДПМН беше амнестијата. И јас ве уверувам дека единствената причина зошто ВМРО-ДПМН сега навива и помага референдумот да биде неуспешен е само за да назад се врати целиот пакет во собрание и тие да можат да уценуваат и да преговараат за амнестија. И тоа сметам, и сега мене ќе ми дозволите да се дозборам, и тоа сметам дека треба да и биде јасно на јавноста и да знае дека единствениот договор кој ВМРО-ДПМН беше заинтересиран да го направи е договорот за амнестија. Ниту беа заинтересирани за член 1, ниту беа заинтересирани за член 8, ниту пак се трудеа да помогнат во целиот овој процес. И ова го кажувам со разочарување. Го кажувам со разочарување затоа што сметам дека за овие работи и членовите и симпатизерите на ВМРО-ДПМН имаат стратегиски интерес државава да се нормализира и да стане членка на Европската унија и НАТО. Но во сите разговори не се мислеше на државата, не се мислеше на тој интерес, се мислеше исклучиво на кој начин ВМРО-ДПМН ќе не уценува со амнестија. Третиот коментар кој што сакав да го кажам и се однесува буквално на она што ќе ни се случи во следниот период е дека сите договори, како и овој, имаат своји плусеви и минуси. И за нив може да дискутираме и дискутираме денеска. Овој ист договор, кога ќе се дискутира во Грција ги слушаме истите обвинувања. Таму Ципрас е директно нападнат дека со ова ги признава македонскиот идентитет, народ, јазик. И се согласувам, ги признава. И се согласувам дека тоа е клучен интерес на Република Македонија. Меѓутоа, во ваква ситуација, вие да немате став на една од големите политички партии, да немате став за најважното прашање кое што се поставува, за мене е навистина неприфатливо. Што е тоа што е поважно од став по оваа тема? И зошто бегате од став?
Зошто нема став или го менува ставот Христијан Мицковски, зошто нема став Александар Николовски, зошто нема став партијата која што 10 години зборува за референдум. 10 години. Ние пред овие избори рековме неколку работи. Ќе добиеме НАТО покана, ќе почнеме преговори, ќе добиеме датум за преговори со Европската унија. И кажавме дека за секој договор ќе организираме референдум. Ние трите обврски си ги испочитувавме. Каде е вашата обврска пред вашите гласачи, пред сите граѓани на Македонија, да излезете со став, ако сметате дека договорот е погрешен, ќе ги повикате ќе гласаат против. Ако сметате дека е добар, ќе ги повикате ќе гласаат за. Ова бегство од одговорност е само заради тоа што сакате пазар за амнестија. Јас сакам овдека да ви го поставам и директно прашањето. Дали сметате дека е во ред после 5 милиарди евра украдени, никој да не одговара за тоа? Дали сметате дека е во ред оние кои што организира насилство во собранието на Република Македонија и речи си утепаа неколку пратеници, да не носат одговорност за тоа? Дали сметате дека е тоа поважно од интересот на Македонија да стане членка на Европската унија и на НАТО? Тоа се суштинските прашања на 20 дена до референдум. Ајде сега, Николос. Благодарам. Јас и кога доаѓав навака, отприлика очекував да ова биде ставот на СДСМ, затоа што ова се тези кои што ги вртат низ јавноста целиот овој период. Значи, не зборуваат за договорот и ја лажат јавноста дека се работи за Европска Македонија, не се работи за Европска Македонија, се работи за Северна. Кратко можам да ги одговорам. За бомбите можеме да дискутираме уште 40 години, е работат пред 4 години. Значи, дискутираме за ланскиот снег. Сега вие водите државата и имате одговорност да кажете што знаете, што не знаете, како можете и како не можете. По однос на амнестијата е апсолутно неточно, затоа што да беше така, тоа ќе беше досега случајно, немаше вие да се мачите да оди Зоран Заев да ветува мито во Крива Паланка да ги моли бизнисмениве да даеле поштедна платичка, да го одврзеле кесето за да ги искорумпираат луѓе во кои што работат кај нив и со сила да излезат на референдум. Немаше да организирате Бајруш Седију да излезе од затвор за да може да полни кутии по Куманово и Липковско. И немаше да ги правите сите притисоци кои што овие кои што не гледаат знаат како се прават, особено во јавна администрација, каде што од медицинска сестра и портир до раководител на сектор се повикани и им е кажано дека на 30 мора да излезат на референдум, во спротивно на 1 октомври да не одат на работа. Понатака, по однос на тоа кој е ставот на ВМРО-ДПМН, има две суштински работи тука. Прво, ВМРО-ДПМН има став. Ставот е дека за ова прашање секој граѓанин сам треба да одлучи на 30 септември што ќе прави, затоа што се работи за едно надпартиско прашање и оставаме на секого да се ја донесе одлуката. Но втората, многу посуштинска работа е што СДСМ се жали и по меѓународна заедница, се жали и дома само заради тоа што ќе прави ВМРО-ДПМН. Ако е толку добра работава, ако е толку светла еднината како што е представена, и ако ова е фантастичен договор, што ќе им е ВМРО-ДПМН во приказната? Нека ги убедат граѓаните, нека излезат и нека гласаат. Ама граѓаните во големо мнозинство или нема да излезат, или ќе гласаат против. И тоа е факт. И тоа е нешто со кое што СДСМ во моментов не може да се бори. И ќе се соочат со вистината на 30 септември, затоа што ќе добијат еден силен удар од граѓаните. Вие каков исход очекувате од референдумот? Мојата лична перцепција врз основа на сите контакти кои што ги имам е дека значаен дел од граѓаните и огромен дел од етничките македонци се против договорот и мислам дека референдумот нема да успее. Исто така, мислам дека СДСМ нема да успее да стигне во оваа битка со полнење на кутии, со уцена на администрација и така натака, да стигне до бројката која што и треба, затоа што граѓаните не се глупави. Вакво движење за неизлегување на гласање има не затоа што некој им вели на граѓаните да оправат тоа, туку од три причини. Прво, Радмила Шекеринска го измисли бојкотот како средство за политичка битка во 2004 година, кога кажа некои прашања не заслужуваат одговор на тогашниот референдум. Сега тоа им се удира од глава. Второ, се свесни граѓаните дека може да има местенки, полнење на кутии и така натака, што е бренд на СДСМ секогаш кога победува на избори
почнувајќи од последниве локални избори, може да завршувајќи со претседателски избори за Црвенковски и Глигоров. И трето, особено етничките македонци не сакаат вештачки да бидат надгласани. Само да завршам, ова е битна поента, затоа што овој договор се однесува на Република Македонија и на граѓаните во Република Македонија. Ама пред се однесува на етничките македонци, чиј што идентитет со овој договор се менува, како што вели и самиот Ципрас, веќе нема да има таму македонски народ, има словенски народ, и македонците не сакаат да бидат надгласани на еден наместен референдум. И затоа има едно вакво движење. Треба да сме свесни. Каков ќе е ставот на раководството на партијата ако референдумот успее? Ако се достигне цензусот и ако мнозинството од тие што ќе излезат гласаат за, во однос на уставните промени кои што ќе треба да следуваат? Ние ќе ја почитуваме секоја волја на граѓаните. Тоа е наша задача и наша обврска. Ние сме политичари и мора да се поклонуваме пред волјата на граѓаните. Ако сакате лично да одговорам, да не бегам, каков и да е резултатот од референдумот, јас овој договор, лично како Александар Николовски, нема го прифатам никогаш, затоа што сметам дека е најлошата работа што и се случила на Република Македонија. Ќе ги повикате пратениците да гласаат за уставните промени ако успее референдумот? Ако успее референдумот, повторувам, ние ќе ја следиме волјата на граѓаните, но се сомневам дека ќе успее, односно според сето она што го имам како чувство со луѓето со кои што се гледам, мислам дека владата ќе биде многу за нив негативно изненадена, а позитивно за македонскиот народ кој што има јасен став по однос на И што ова е прашање. алтернативата за вас ако не успее овој процес? Јас мислам, и тоа го кажав и сум убеден, никој не може мене да ми спречи да се борам да Република Македонија добие подобри услови и подобар договор. Факт е дека можно ли е можно. тоа? И ќе ви Бидејќи одговорам. еве опозицијата во Грција ја слушаме, оди контра дури ова, зашто вие Видете, тврдите дека факт е нече. дека ние имаме проблем со Грција. И факт е дека тој треба да се решава. Исто така е факт дека со овој договор Заев и Димитров толку не спуштија долу и толку ги уништија македонските преговарачки позиции, да за било кој друг кој што ќе почне да работи, ќе е многу тешко затоа што стартот му е многу лош. Но во вакви услови ние мора да продолжиме да се бориме. Мора да работиме честно и одговорно. Јас тврдам дека да беше Заев помалку корумпиран и Димитров да беше по-посветен, затоа што грците имаа 60 експерти, ние имавме 0%, на крај еден се вклучи во преговорите, ќе имаше апсолутно подобар договор од овој. Ама наместо да ги бркаат меѓународните пријатели кои што очигледно Македонија ги има за подобар договор, ги бркаа за да добијат ослободителна пресуда во суд за евро за црквата и евро за братмо. И затоа имаме ваков договор каков што имаме, но во една друга констелација, со многу работа и со многу посветеност и енергија, јас сум апсолутно убеден дека Република Македонија може да избоксува подобар договор. И знам дека Не, ама вие не сте наивен човек во Само политиката. завршам. Дали навистина го мислите ова? Што верувам во зборувате? ова и ќе ви кажам зошто. Ние имаме две екипи, условно кажано, на политичари во однос на референдумот. Едната се изнаредија од Љупчо Ѓорѓиевски преку Бранко Црвенковски до Зоран Заев, Димитров и така натака. Но ти имаат исто искуство во политиката. Да, кој Јас што можам и да излезам ако кои што им сметам. кажуваат на граѓаните што екипата треба да збор. прават, ги подценуваат, сметаат дека се глупави. Им кажува и 27 години што треба прават, па еве докај стигнавме, и тие одат со еден дефетистички пристап дека нас не бива, дека Македонија не ја бива, дека нема овде држава и институции, затоа мора да прифатиме капитулација. Јас и мојата генерација, кои што немаме хипотеки од минатото, со ова не се согласуваме и е наше легитимно право да се бориме и ќе се бориме. Добро. И затоа таа моја изјава од крајот на јули дека може да се постигне подобар договор е најнапаѓана изјава воопшто дадена последниве месеци поврзана со решението на името. Организираше владата да ја напаѓаат и луѓе од СДСМ и условно кажано неутрални луѓе, а и по некој од ВМРО ДПМН што се го имаат вака подкупено или подмитено. Добро. Шекеринска, каков исход од референдумот очекувате? Јас прво сакам да кажам дека денеска Александар Николовски каже една вистина. А тоа е дека не сме имале досега договор со Грција заради тоа што за таков договор требало да се работи честно и одговорно. Александар не беше на продолжен одмор во странство 11 години. Тој беше дел од раководството на ВМРО ДПМН кој 11 години преговараше. И 11 години ја донесе Македонија каде што ја наследивме. И не го На сменила. опашката, значи, многу внимателно слушав. И не додржав 30 секунди да зборам пред да упаднеш. Ајде. Честно и одговорно немаше работа и заради тоа немаше никаков договор.
Слушнавме што се преговарало и слушнавме дека никој од вас не се либел да преговара околу истиве работи. Она што е видливо е дека после тие 11 години вие не само што оставивте едно најголемо прашање нерешено, оставите хаос во државата. И кога видовте дека некој реално сака едно по едно прашањата да ги решава, што беше вашата реакција? Да ставите на маса амнестија. Еве, пошто велите дека тоа не било точно и вие не сте барале, сакате да ми кажете овде да демантирате дека баравте измена на кривичниот законник, кој што де факто ќе значеше амнестија, ќе имате време да ми одговорите. Третата работа која што сакам да ја кажам е дека зборувавте 10 минути и повторно на најважното прашање во Македонија денес вие не дадовте одговор. Ставот секој да гласа како што сака, тоа не е став. Тоа е како Мицковски да е пилот во некој авион и да им соопшти на патниците: драги патници, од овој момент јас, копилотот, техничарот и целиот екипаж ќе правиме кој што сака. И тоа на тоа личи. Знаете кај завршува таков авион? Вие на јавноста, освен обвинувања, лаги и дезинформации, во ниеден момент не и понудивте алтернативен план. Ова не е добро, ама ние имаме нешто подобро. Ако 11 години не ви беа доволни да стигнеме до подобар договор, што сега треба? Јавноста да гласа 22 години да бидете на власт? И после 22 години што ќе кажете? Извинете, не успеавме повторно. И третиот коментар кој што сакам да го кажам е коментарот во поглед на резултатот од референдумот и што ќе бидат последиците. Еве, ВМРО ДПМН, пошто пишуваше на времето програми и сакаше да ни каже на страница таа и таа од програмата референдумот, сега изгледа не се подсетува на таа страница во програмата, не ја спомнале до денеска. Еве што пишува во ја споменуваат. Што пишува во програмата последна на ВМРО ДПМН. Вика, ВМРО ДПМН нема да дозволи кое било решение за спорот без претходно за тоа да се изјаснат македонските граѓани на референдум. И вие до ден денеска, чекајте, многу интересно е крајот на реченицата. После вие можете целата да ја прочитате. Не треба цела да ја прочитате за контекст да имаме. Да се изјаснат граѓаните на референдум. Не, молам да прочитате цела реченица. Пресечена реченица звучи вака. Ова е сечено, лепено и монтирано? Не, вие сечите, лепете и монтирате, затоа морам да реагирам. Значи, вие ќе ви ја дадам реченицата и ќе си ја дочитате. Ама треба да ја прочитате. И па кажете, ако ја знаете напамет. Значи, ВМРО ДПМН никогаш не се согласи, затоа не се смени името, со промена на уставното име, односно со промена на уставот, со цел промена на уставното име и бараше гаранции за македонскиот национален идентитет. Вие имате промена на устав, било кое решение, без чекајте, ама има уште во реченицата. И немате гаранција. Едно е да правите референдум за име за меѓународна употреба, а друго е да правите референдум за промена на устав. Па не ја читате цела реченица. Значи ја знам напамет реченицата, вие не ја читате. Срешата е на крајот на реченицата. Не ја читате реченицата. И предпоставувам дека се сеќава што е и затоа сега сакаш да направиш хаос, ако може никој да не ја чуе. Еве го. Така и неќете да прочитате реченицата. Добро, дај Боже вие да читавте толку колку што читам. Добро. Нема да се согласи без референдум и сега ова е најубавото. При тоа, мнозинството од граѓаните кои ќе излезат на референдум да се согласни со можното решение. Знаете што значи ова? Сега јас зборувам. Промена на уставот на Република Македонија. Не може да дозволам да правите поента од пресечена реченица. Ама вие гласајте против. Јас го зборувам вашиот. Вие правите поента со лаги, што вие? Боли малку, Александар, те сваќам. Мислевте дека нема да го читаме. Лажите, не дискутираме за договоров и сакате заедно да се извалкаме. Јас колку што го чув, новинарот, вака сега ќе ви кажам. Ние сме викнати овде за референдум. Вие за референдум немате став. Знаете зошто немате став? Заради тоа што вие Европска унија, знаете што ја гледате? Како опасност по вашиот криминал. Европска унија за вас знаете што е закон? Нема амнестија. Нема бегање од одговорност. Вас тоа ве боли. Знаете што? Вие мислевте. Александар, ќе се промени раководството до 2006 ќе дојде ново, може да се продадавте како големи македонци. Сега видовме дека сте само големи криминалци. Јас во иста екипа со Бранко Црвенковски, Лјупчо Ѓериевски, со вас и со Заев не влегувам.
Неќам ја да сум во таа екипа, Ја знаев дека се дистанцирате од Лјупчо Георгиевски. Неќам да си ја валкам прво Ама утре фамилијата, утре а ќе после се неќам да си ја дистанцирате и валкам од себе. Никола Груевски. Јас себе не се Задутре ќе се валкам. дистанцирате и од Христијан Мицковски. Јас се дистанцирам. Јас не сум била во таа партија Јас се со тие лидери. дистанцирам Ти си бил. од политики кои што се штетни за Македонија. Кога се дистанцираше Кога после некој- бомбите од Никола Груевски Кога- кога преговарал за промена на Кога името? некој- Кога се дистанцираше кога викал дека сите во ендек ќе завршат? Кога некој Кога се дистанцираше им вели кога на ни прати македонските убици во граѓани 20 на 27 дека е април? добро да Кога се гласаат дистанцираше за, кога велеа јас дека во такво друштво не сакам да освен бидам. 5% од Јас кинеските со друштво- кредити им е небитно. во друштво Кога се со луѓе дистанцираше што си ја Александар продаваат државата со за хипотеки лични интереси, заради тоа што и не ти си сакам бил да дел. бидам. Не. Денеска во ВМРО Ние ДПМН имате од една дискутираат дека ти си страна единствениот извалкани луѓе, од друга страна кој имате што чисти работи биографии. за Никола Груевски. Вие можете кој што да утре да работи подметнувате. за криминалот кој Јасно е Никола кај сме Груевски овдека. го Јас спроведуваше. сум на И чистата затоа страна, нема вие да сте на престанам. предавничката страна. Не. И тоа е клучната разлика помеѓу Ти мене и немаш вас. страна, Александар. Не, јас имам Ти гледаш страна. каде одат парите и каде оди криминалот. Вие потпишувате договор кој што го немате прочитано. Вие се согласувате да се промени уставот. Ја не се согласувам. Тоа е големата разлика меѓу вас и мене. Ајде, И Александар, историјата ќе каде? памти кој кај бил. Вие сте на страна од Република Македонија, Каде станиме беше нова Александар држава. кога Република излезе Северна Македонија, бомбата за Груевски? Каде беше Александар? Не. Каде беше кога Маноли го преговарал нашето име? Каде беше ти? Правите си таа работа, за таа работа муабет и со Никола Груевски и со Сашо Мјалковиќ, кој сакате. Јас те прашувам тебе. Не е битно. Ја не разговарам со нив. Не, сега разговарате со мене. Не, сега Јас ви разговарам, те кажувам, прашувам за каде беше овој да побараш договор, одговорност од ја Никола нема Груевски да бидам дека дел од пуштил предавството. Маноли да Значи, предава. За овој договор, Маноли да. кој што вие и лошо го преведувате, кој што значи капитулација на Македонија и предавство, ние сме на различни страни и никогаш нема сме на иста страна, по ниједна цена. Вие сте на Александар, страната на капитулацијата и целосно предавството. сме на различни Јас страни. не сум. Ти си на И страна сум на среќен. криминалот. Вие И сте ден со Бранко денеска. Љупчо и Заев, Ај, ја не сум со нив. Не, Не ти си сум со денеска нив. со Никола Груевски и И Сашо добро е да го Мјалков. прочитате овој договор. И Не, јас сум со минуваш. македонскиот Не, народ. не си со... Кај беше? Кој што? Каде ќе ве- беше македонскиот народ кога ќе го ви влечевте за покаже уши? кој- не го Александар, влечевме каде за беше? уши, Не го кој што влечевте. на 30 Во Ендек септември, кога го вие праќавте, сега каде митро му беше? нудите за да излезе, ама нема да ви излезе на гласање. Каде беше и ќе ви падне Александар референдумот на Николовски 30. Затоа што кога ги се судеа подценувате луѓето. за кинеските Ги кредити? подценувате луѓето Каде пред се беше македонците. патриотизмот? Вие ги подценувате македонците и македонците на 30. Јас ќе ви чекам покажат прашање. многу добро. Зошто кој на која ВМРО страна ДПМН бараше Ние сме на страната референдумот на да биде македонците одлучен и вие. од страна на Знаете граѓаните што е кои што ваша ќе најголема излезат на нервоза? референдум. Ваша Не, ова е најголема нервозата, јас гледам дека е што вие не нервозата. можете нас да не уцените. Ваша најголема нервоза е што со 300 монтирани политички процеси, вие не можете да го седните ВМРО ДПМН на маса, да ви се согласи да излезе на референдум и да каже гласате за ова или да оди во собрание да Значи, гласа за вака, уставни во измени. ред се согласува. ВМРО ДПМН Ајде да те нема прашам, да е дел од кога вашето седнав на гнасново масата сценарио. и кога Гнасново слушав за промени сценарио. на кривичниот закон заради амнестија, кој беше од другата Не беше страна? заради Не беше амнестија, туку ВМРО беше заради ДПМН. закон за финансирање на политички Не, партии, не кој беше што за- вие бевте дел од луѓето Не кои што го го баравте, преговареа. не го баравте кривичниот Баравме законник. закон за Баравте ли финансирање на кривичниот политички законник? партии. Многу едноставно Во прашам. кривичниот Дали законник има кри- член кој што се однесува на закон за финансирање на политички Благодарам што партии под- не. со цел Не, 353, кој го бараш? Со цел да не и дадеме на СДСМ шанса, еве ви одговарам. Да. Еве да кажам што е мастер планот на СДСМ, ова е експлозивно. Не е кажано до сега. Не, јас прашувам дали баравте измена на кривичниот законник. Па да, поврзано е со ова. Да, не, дали баравте, Еве прво сега ти потврди ми. одговорам. Значи, што е планот на СДСМ? По неуспехот на референдумот, планираат преку своите инсталации во судство и обвинителство да почнат судски процес против политичката партија ВМРО ДПМН, со кој што треба да резултира со затварање на политичката чувме од партија. Груевски, Само Александар, завршам. не треба да ни Со затварање објасниш. на политичката партија ВМРО ДПМН и забрана за действување на партијата од 2 години нагоре. Тоа е крајната цел на СДСМ и што мислат тие? Тие мислат Александар Николовски дека ги навредува ако го затворат ВМРО ДПМН, ДПМН заради тоа нема што во го државата да има поистоветува опозиција. Никола Груевски со ВМРО Значи, ДПМН. во- Никола вие Груевски сега се може да наоѓа не во затворите. тежок процес кој Може што сакате да кој ни што правите, нема јавноста проблем, ќе има издржиме. ВМРО мислење. издржало и комунизам, Меѓутоа и сега турско, вие и сакате вас сите се да ги издржи. направите Вие криминалци. не можете да го затворите ВМРО македонскиот народ. ДПМН не е Никола Вие, Груевски, 2 ама тоа јас милиони чекам вие да го македонци- кажете. 2 милиони македонци не можете да затворите. И тие македонци ќе ви Така е. кажат вас на 30 што мислат за вас. Ама
и што мислат Ако за ВМРО антикапитулација кои што ако ги ВМРО потпишуваат. ДПМН беше Така сигурен што, дека на мнозинството 30 македонци се ќе против видите и какво договорот, предавство ќе сте повикува, направиле и ќе каква повика, зашто не капитулација? повикавте напротив, ако мнозинството македонци се против? Затоа што ќе полните кутии и ќе го Како? местите референдумот и неќеме да ви го дозволиме, тоа ја ви одговарам директно. Опсе, наблюдувачи, камери, телефони, мајде немојте да играте Па детски опсе и во игри. 2004 Александар, година, кога имам вие бевте керка функционер од на 8 СДСМ, години. кажа дека Имам 8% керка лишња од се 8 фрлени за години. Бранко Црвенковски Знаете што? и Бранко Кога стана ќе председател. растури собата, знае да си ја среди. Ја растуривте Македонија на парам Не, парче. вие ја предавате Македонија Вие и ја ја растуривте. И ќе ви го давам поглед Знаете договор, зашто? што го немате прочитано и ја повелете, ова го да вежбаше? го прочитате. Го вежбаше? Не, ви го давам Па на сега. англиски. На англиски На оригинал, англиски. затоа Вие што не го лошо го преведовте преведовте на подобро. македонски. Па што не дојдовте на За да собрание? го лажете македонскиот народ, го преведовте лошо Керка Мико македонски. ке растури, Во оригинал ви го давам Керка подпишан, Мико ке да растури, видите чисти. како ја продадовте Македонија А и да вие знаат растуривте граѓаните Македонија за дека 5 во Преспа милиарди евра. Подпишавте да нема И веќе за Република 5 милиарди евра И денеска сакате да ќе ви фрлите стои ова цел шансата живот. на Македонија. Цел живот ова ќе ви стои. Вие вака викавте Нема од оваа и дамка Глигоров да- кога ја нема од оваа дамка потпиша цел живот да се привремената исперете. Јас се спогодба. застанам тука. Денеска велите да ја спасуваме привремената спогодба. Па исти зборови беа од ВМРО ДПМН. Јас кажав, јас застанувам тука, ова цел живот ќе ви тежи вие- вас. Цел живот ќе ви Вас тежи. што ќе ви тежи? Која Мене е ништо. алтернативата, Јас сум Александар? чист како солза, Да, не сум чист се како изолкал, солза. не сум подпишал промена на името на Македонија, не сум подпишал капитулација на Македонија и никогаш нема да подпишам по ниједна цена без разлика што би значило тоа по мене. Александар Николовски Вакви по денеска мене вие овде во СДСМ доаѓа во немате. ВМРО И ДПМН. тоа ви е проблемот. Не, ВМРО ДПМН јас ке ценев дека Александар Николовски нема петно, ако во моментот кога дознал дека двајца шибицари буквално седеле и преговарале за името, ако си дадеше Да оставка. имаше Александар Николовски Ама, петно, Александар како ќе го имавте Николовски- извадено до сега, ама Па тоа ве пратеник, боли. Ни за пратеник. мене, ни за Мицкоски. Вие не можете една афера Па да нели се- ископате, како не? се утепавте од копање. Чекајте, И сега тоа ти ве ни боли. кажуваше за Христијан Мицковски И тоа дека ве ние боли. не сме го нападнале Христијан И тоа Мицковски, а ви- сме ве можеле да го боли. нападнеме Тоа ве заради боли. хидроцентралата. Ти Затоа ми го што- кажуваше ова. Ова е една груба лагава што сега- треба да застанеме овде со емисијава. Во услови кога Радмила Шетининска нема никакви аргументи, Добро. тотално лаже Јас да ја ставиме сваќам на дека- полиграф сега, ќе оди на црвено. Види, Александар, ако, Значи, ако отидеме вас на полиграф, што ве боли? Вас ве боли 11 години дека ќе афера отиде за у мене црвено, нема. Афера за ќе Мицкоски умре нема и полиграфот. афера за сегашното раководство на ВМРО ДПМН нема. Не Јас можете да го ставите во ќош поставувам- и не може да поставувам ви многу подпише едноставно политичко капитулација. прашање. Зошто немаше Ние капитулација не ви изјава подпишуваме. кога Сашо Ние во Мијалков- собрание капитулација не ви гласаме. Па немојте да Ние гласате. промена на устав во Абе, за собрание не ви референдум што ќе гласаме. правите? За референдум што ќе правите? Граѓаните знаат што ја пратим, кажавме. Што е? Што е тоа? Самите најдобро ќе знаат. Авионот да го удриме у А вие на планината. 30 ќе видите што ќе направат Не, граѓаните. јас ве прашувам Вас се ве зошто, удрат од планината, не авионот. Ќе видите на зошто 30 во што ќе вашата направат. програма, зошто во вашата Која, програма што не ја читате ставивте? цела? Ама еве ја, прочитај ја. Јас ја знам на Ма памет. прочитај ја. Еве ја целата. ВМРО ВМРО нема да ДПМН. прифати промена на Како уставот одговорна и со народна цел партија промена на нема да уставното име. дозволи кое било решение за спорот кој го наметна Грција да биде прифатено од страна на политичари поединци, влада или собрание, без претходно за тоа да се изјаснат македонските граѓани на референдум, а при тоа мнозинството од граѓаните Значи, кои пак ќе ја излезат прочитавте реченицата. е цела Прочитајте го реченица. за уставот. Сега оваа реченица ја читам цела, а при тоа мнозинството од сечете. граѓаните, значи не ја сечам, пак ќе ми се извинуваш 500.000 Александар. граѓани гласаја за ВМРО ДПМН уназад на изборни циклуси и ќе продолжат да Дали гласаат. тоа Ја значи, знам дали тоа програмата. значи дека 1,6 милиони биле против ВМРО ДПМН? Не, тоа Епа, значи дека како? 1,6 милиони се против вас пошто нема излезам на Не, референдум. јас ве но тоа е друга прашувам, тема. јас ве прашувам Значи, дали 1,6 ВМРО биле ДПМН против нити вас додека сте прифатило, држале нити целата било власт. кога ќе прифати промена на уставот со цел промена на Јас името ве Република прашувам Македонија. зошто Вие овдека прифативте оставивте Шетининска. врата. Тоа е крупната разлика меѓу нас. На крај во Еве, а што историјата е? се Не. пишуваат едноставно работите, све друго е фолклор. Едноставно ќе биде напишано. Ајде да се обидеме СДСМ, сегашната Заев и ситуација Димитров да ја пренесеме во потпишаа историјата. капитулација за преименување Во на македонскиот 90-тите народ и години Република Киро Македонија, Глигоров ама потпиша македонскиот договор, народ на 30 кој ВМРО септември им се ДПМН на спротивстави. ист начин тврдеше дека е Сега вие предавнички. можете да зборувате и за Глигоров, за 27 кого години сакате. Јас за денес истото ви го зборувам. зборевте. Јас за Вие денеска бегате ви од зборам. денес, Добивме бегате од договор денес и се враќате на во кој Глигоров. што ќе пукнете. Оставете го Глигоров. Затоа што македонски јазик Не, успеавме да вие ставиме. пукнавте затоа што Затоа се што промени уставот. македонци ставаме. Менувате устав, вие пукнавте. Ние ја земаме одговорноста за Вие тоа. пукнавте. И ние за разлика од вас Вие не бегаме. пукнавте Оваа затоа држава што има потреба се од промени одговорност. уставот. Затоа Вие што бегате барате заради промена тоа на што името на само Македонија. И тоа ќе ви криминалот. тежи цел живот. Еве Цел во живот резиме. ќе ви тежи тоа и затоа Мораме вие да бакавте завршуваме. агресивни. Мораме Цел да живот Од ќе ви завршуваме. тежи. големите Ајде. македонци останаа само големи криминалци.
И како сите криминалци, тие мора знамето да го веат, за да покажат дека криминалот не е битен. Имате било што за мене, ве замолувам да го извадите. Единственото на маса, па пратеник си бил, што? Па добре, вие сте биле пратеник, па сте издавале сами на себе под кирија станови и така натака. Ја мојот стан сам на себе не го имам издаван. Што направивте за тоа? Па грешка беше на владата, од која што ја не ведел, што не направи. Можда требало да направи. После се ви текнува Александар. Сега велите договор нов ке потпишете 11 години. Вас цел живот ќе ви тежи предавството, тоа ви е проблемот. Оваа држава. Тоа ви е проблемот. Треба да преживее. Оваа држава треба да стане членка на НАТО. Оваа држава треба да стане членка на Европската унија. Со нас такви никакви според вашите зборови, оваа држава стана земја кандидат. Ме не успеавте да ја мрднете од таа точка. Со сите тие зборења за патриотизам. После подпишана промена на име, не доби датум за преговори во јуни, затоа што Меркел и Макрон Александар, без подпишана спогодба кандидат станавте. Не успеавте да мрднете. Ја не знам како ви е тоа нејасно. Како? Значи, Како? вие на 17 јуни подпишавте знаете договор кој е во Нивица. единствениот со кој не се седнува на маса? Само Никола Груевски. Никола Груевски е минато на Македонија, заев е актуелно. Па не, ви на крај кога Христијан Мицковски дојде на лидерските средби, тој рече вака: мене ми треба поддршка и од старото раководство, не добивте датум за почеток на преговори, од едноставна причина што Меркел и особено Макрон не ќе да седат на иста маса со корумпиран премиер. И ако може он да направи притисок. А вие што мислите, Ангела Меркел дојде овде во материјал? Тоа што сите го видовме, кај што бара евро за брат му вицето и евро за црквата, да не го видат само тие, овие го гледаат таму. Го гледаат. Тоа е патриотизмот. И нема да ви дадат датуми в година. Може да се клади вака в година, ајде да ве датум. Вие вака се коцкате и се кладите со државата. Јас ви кажувам дека нема да се коцкаме со Македонија. Ако продолжи ја прави тендери за 37 милиони евра со еден понудувач за лаборатории и в година нема да добие датум за почеток на преговори. Истото го зборевте за НАТО. Ја добивме НАТО поканата, не успеавте да... Ќе станеме во јануари 2019, што НАТО нема станеме. Ја добивме поканата за НАТО, не успеавте еден збор да кажете дека тоа во 2008, кој што во 2008, најидеално све да ви заврши. Според вашето сценарио, што нема да се случи. Уште најмалце 2 години не ве примав во НАТО, со цела армија и министерство, кај што сте вие министер, вие полна со соработници и инострански служби, вие многу добро го знаете тоа. И треба да ги изчистите сите, затоа што не може да добијат безбедносни сертификати. Вие сте година и пол министер и немате изчистено никого од тие структури. Напротив, ги унапредувате. Што чистиме? Некој политички реваншизам. Служба не е политички реваншизам. Не се секирайте, затоа НАТО ќе се погрижи. Затоа НАТО ќе се погрижи. Како министер, затоа што во вашето најблиско окружување имате луѓе со работници на соседни служби. Вие имате, јас ви кажувам, ако тврдите, треба да поднесете кривична пријава. Зашто за ние за оваа работа кривични пријави? Па излеговте. Ама тие пресконференции... Тоа што е пенал, не можете да го шутнете заради тоа што кој е пенал? Кажете ми што е пенал. Ако е НАТО пенал, не можете да го шутнете. А Европска унија, Александар Николовски, продолжите ли со вакво однесување година датум не добивате. Колку светски првенства имаше у 11 години? 11 години можете вие да ги дискутирате до заутре. Ја можам да фатам сега за Бранко да зборам и за Вучко после Ноа. Добро. После тоа може да зборам и за 90 години. Но вие на 17 јуни подпишавте договор за преименување на Македонија и тоа цел живот ќе ви Мора да завршуваме. Не, Николовски, ајде, 3 реченици за крај. 3 реченици за крај, ве молам. Ајде. Не, еве го Николовски беше во залет. Слободно ќе ви дадам предност. Поелете Васко, да. За крај, еднаш прашав околу исходот на референдумот и навистина ме интересира што е алтернативата на ова. Околу исходот на референдумот својот став ќе го кажат граѓаните и ќе го кажат, мислам дека многу јасно и многу гласно на 30 септември. Мислам дека ќе биде изненадена власта од тоа што се случи на 30 септември и тоа е работа која што ќе мора сите после тоа да ја почитуваме. Околу второто прашање беше за... Што е алтернативата? Што е алтернативата? Алтернативата е, ние мора да еднаш се свестиме и да одиме спротивно на писмото кое што Бранко Црвенковски го испрати пред 3-4 дена, а тоа е дека нас не бива и дека не можеме да направиме институции, затоа ни треба некој друг да ни ги направи. Мора да почнеме да работиме ден поскоро, да ја градиме државава. Затоа што и 10 пати држава да го смени името, ако не почне да се гради однатре, нема да оди никаде. Ние имаме и план и концепт како и се надеваме дека кога ќе добиеме шанс од граѓаните да ја водиме државава на предвремени или редовни избори, ќе покажеме како знаеме и како можеме и во дел на владење на правото и во дел на економијата.
3 реченици за крај молам. И што ако референдумот не успее? Она што мене ми е јасно е дека ВМРО-ДПМН сака после 11 години власт, сега нас да ни кажува дека треба да ја градиме државата. Ние тоа го знаеме. Се обидуваме да ги залепиме парченцата во кои што ја разбија оваа држава. И тоа ќе го направиме и ние имаме предлог. И ние сме честни со граѓаните. Велиме, мислиме дека ова е договор зад кој Македонија вреди да застане. Договор кој ни го гарантира прв пат јазикот, етничката посебност, идентитетот, го гарантира и ни го обезбедува и во ЕУ и во НАТО. И ова е договор кој што ни ги отвара вратите за Европската унија и за НАТО. Нешто што 11 години ни го држаа затворено. Ние не сакаме за овие работи да се пазариме со ВМРО-ДПМН и нивните барања за амнестија. Тоа нема да го прифатиме. И затоа бараме од граѓаните на овој референдум да учествуваат, за да не им ја зголемуваат цената на овие кои што секој пат кога ќе седнеа на маса, само бараа измени на кривичниот законник. Затоа, ние сметаме дека граѓаните треба да ја донесат одлуката, сметаме дека граѓаните бараат визија, бараат што ќе се случи утре, не заглавување во минатото, бараат јасна перспектива, решени проблеми и бараат веќе да не преговараме за криминал. Ги оставаме ВМРО-ДПМН да продолжат да ги бранат криминалците. Ние сакаме оваа држава да ја одблокираме и да гледаме напред. Добро, благодарам многу што вечерва бевте дел од тестишија со свет. Да ја одгледаме и саботажата. Неизбежната потреба од санација за поведението наместо да алармира низ јасен и прецизен репортерски приод предизвикува сосема обратен ефект и спонтанна вирална девалвација. Новинарско-поетскиот топус потпрен на надежно воведно сценарио прераснува во монолошка трагедија во која авторот, до крајот, самиот си ги побива во ведните хорор елементи. Ако првиот човек во општината ви го повикаат на сослушување, а другиот ден напладне пиле непе во градот, само по себе се наметнува заклучокот дека таму луѓето живеат во страв. Дали чувствувате страв, се плашите од него? Од дуо што, зашто се плашам? Нема потреба. За среќа, тоа мртвило и страв во еден миг се прекина со джагорот на децата на кои им завршија часовите. Сличен расплет на ситуацијата само во обратна насока имаше во телевизиската дебата во која по воведниот джагор еден од гостите предизвика вистинска штама, па не баре отпочнал нов час, овој пат по историја. Тој се обиде да даде своje видување за според него искривените факти во наставната програма, која некој се обидува да им ја протне на новите генерации. На почетокот би рекла дека имаме 2 ветерани од 2001 година. Дали беше тогаш или сега е потешко? Вие бевте во 2001 година? Не. Па кој е вториот ветеран? Мислев дека е шега на Твитер за ебанци дека е воен ветеран. За разлика од воените, политичките ветерани се како комети. Една од нив се појавува еднаш во 100 години и предизвикува неколкуминутна возбуда кај оние што во неа уште гледаат како над звезда. А нивните следбеници се згаснати уште при појавувањето па за нив, на мощне прецизен начин, им се одредува улогата која единствено може да ја заземат. Председателот на државата, господинот Ѓорѓе Иванов, ќе биде присутен на настанот, ќе заземе учество во целокупната програма во делот на карнавалот и во делот на дефилето. На такво карнавалско дефиле македонската јавност ја прошета и лидерот на опозицијата. Неизвестноста која се обиде да ја пласира заврши со оставање простор за најразлично толкување. Се разбира, по слободно уведување. Сепак не треба да се заборави дека за разлика од партијата, тој неодамна, без од никого да биде притиснат ниту да му биде наложено, по слободно уведување, јасно си го кажа својот став. Јас како Христијан Мицкоски на тој референдум ќе гласам против овој така наречен договор. За оние пак што се уште не одлучиле дали ќе гласаат, на секаков можен начин се прават обиди да им се омекне срцето. Па дури и со средства кои во некое друго време се сметаа за политички недозволени, а во секое време се предмет на сомнеш за некоректна институционална експлоатација. Во текот на вчерашниот ден регистрирани се случаи на уцени, подкуп, притисоци врз избирачи. Слушнав беше денеска кај мене во владата, стоејќи се видовме со Волканов, инвеститорот овде на Минстрој. Вели, испратив порака до работниците да излезат сите
и да гласат на референдумот. И не само тоа, вети некоја награда дека ќе даде плюс. Нема повеќе притисоци закани врз фирмите. И јас апелирам до сите бизнисмени. Ајде почастите ги малку работници. Секако се шалам, тоа е нивно право, но не е лошо да го слушнат и овој апел, така да поубав и поспокоен ќе биде животот за сите. И на крајот, за интригата која со себе ја носи гостинката на тиквешкиот гроздомер. Морам да вам кажем да е наш домаќин сјајан, на висини задатка и браво за градоначелника. Могao би да биде и премиер за коju годину. Или гостувањето било на барање на кавадарчани, или изгледа секој амбициозен градоначелник се надева дека карта за влез во високата политика се пофалните и пророчки зборови на српската турбофолк пејачка. Се извинувам што ги пречекоривме редовните термини, верувам имаше зошто. Гледајте не в понеделник од 22. Пријатно.